Побурната недела во која стратегијата за развод на Меј по трет пат беше отфрлена од страна на законодавците и покрај незината понуда за оставка, Брекзитот останува заглавен во конфузија. Во обид да го пробијат ќорсокакот, британските пратеници гласаа за 4 алтернативни опции на Брекзит. Во последен момент, во врска со она што е најголема политичка промена на Обединетото кралство од Втората светска војна. Сите 4 алтернативи не беа изгласани. Опцијата што беше најблиско до добивање на мнозинство беше предлогот да се задржи Британија во царинска унија со Европската унија, која не помина само за 3 гласови. Лидерот на опозицијата, Джереми Корбин, во врска со ова рече. And the Prime Minister's deal has been rejected by very large majorities on 3 occasions. If it's good enough for the Prime Minister to have 3 chances at her deal, then I suggest that possibly the House should have a chance to consider again the options that we had before us today in a debate on Wednesday. Министерот за Брекзит Стивен Беркли, откако беа објавени резултатите, изјави дека во ваков случај Британија ќе ја напушти Европската унија на 12 април без договор. Сценарио кој е ноќна мора за многу меѓународни компании. This House has continuously rejected leaving without a deal, just as it has rejected not leaving at all. Беркли навести дека премиерката Меј може да го стави незиниот договор со Унијата на уште едно четврто гласање во текот на оваа недела, со надеж дека ќе обезбеди уреден излез пред одржувањето на европските избори на 23 мај. Непредвидлива компликација што британскиот кабинет сака да ја избегне.